Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз го прифаќа предизвикот на ова возбудливо време и ќе учествува и на председателските и на парламентарните избори. Ќе им дадеме можност на граѓаните да го казнат неодговорното и расипничко владење на досегашната владина коалиција. Истовремено, на граѓаните ќе им ја отвориме вратата кон подобра иднина, нудејќи им ја нашата визија и програма. Нашата цел е учество на фер и демократски избори. Потенцираме дека изборниот законник не предвидува решенија за ситуацијата која се создаде од страна на владеачката коалиција со совпаѓањето на парламентарните со вториот круг на председателските избори. Заради јасни правила на игра во текот на изборниот процес, заради доследно почитување на изборниот законник и избегнување на ситуација на хаос и импровизација, бараме владата веднаш да предложи измени на изборниот законник. Со овие измени ќе се отстранат конфликтните ситуации кои се создаваат со истовремено одржување на двата вида избори на 27 април. Јасните правила на игра и правно разрешените конфликти се предпоставка за фер избори. Затоа бараме: прво, да се реши проблемот со двата различни рокови за заклучување на избирачкиот список. Поради несовпаѓање на парламентарните со првиот круг на председателски избори, ќе постојат два различни датуми за затварање на избирачкиот список. Тоа создава можност на 27 април на избирачките места да имаме два различни по содржина избирачки списоци. Само да подсетиме, манипулацијата со избирачките списоци беше еден од клучните проблеми на претходните избори, кога во одредени општини осамнаа преку 60 гласачи на иста адреса. Ова е сериозен проблем за кој бараме Собранието на Република Македонија да донесе законски измени со кои ќе се предвиди правно решение кое ќе спречи манипулации и хаос со избирачките списоци на избирачките места. Второ, бараме законско решение на проблемот со почитувањето на роковите за предизборна кампања. Според изборниот законник, од потврдувањето на кандидатските листи до почетокот на кампањата не смее да има активности за промоција на кандидатите и политиките на учесниците во кампањата. Во оваа ситуација, листите за парламентарни избори ќе бидат потврдени во текот на кампањата за председателски избори, што ќе доведе до прекин на истата се до 6 април, кога ќе почне кампањата за парламентарните избори. Исто така, кога ќе биде предизборниот молк за председателските избори, ќе мора да запре и кампањата за парламентарните избори. Тоа значи дека и на кандидатите за председател, и на кандидатите за пратеници ќе им бидат ускратени законски гарантираните 20 дена за кампања. Трето, бараме да се реши и прашањето за медиумското представување. Согласно изборниот законник, од денот на распишување на изборите, па се до почетокот на изборната кампања, медиумите не смеат да емитуваат, односно да објавуваат никакво политичко платено рекламирање, освен огласи за собирање потписи. Кампањата за председателските избори ќе започне на 24 март, а кампањата за парламентарните избори на 6 април. Значи, од распишувањето на парламентарните избори до 6 април медиумите нема да смеат да емитуваат платено политичко рекламирање. Со тоа, за речиси 2/3, односно за 12 дена, ќе биде скратена председателската кампања. Секако, ако се почитуваат одредбите на изборниот законник за забрана за рекламирање. Потенцираме дека оваа ситуација, парламентарните избори да се совпаднат со вториот круг од председателските избори, е свесно предизвикана од владиното мнозинство. Доколку изостанат релативно малите потребни законски измени, тоа ќе создаде основан сомнеш дека намерата била создавање на хаос и безредие кое власта ќе го злоупотреби.
Сите овие проблеми ќе ги немаше доколку парламентарните избори беа закажани во изден со првиот круг на председателските избори. Ви благодарам. Тоа веќе е апсолвирано прашање и кажано е дека ќе биде кандидиран со потписи од пратеници. Гледајќи ги сликите на партиски војници собрани, измалтретирани дури на денешно на време, во непријатно време, да излегуваат и да се потпишуваат, добивам чувство дека тоа е само еден обичен циркус кој што сака да се прикаже дека актуелниот председател ужива и поддршка од граѓаните. Нема ништо суштинско или суштинска разлика меѓу потписите кои што ги даваат 10.000 граѓани, ако се има во предвид дека зад 30 пратеници стојат многу повеќе граѓани кои што ги гласале на парламентарните избори.